Добар ден, криптоентузијасти. Во последното видео за оваа недела, нормално тоа е потенцијални Black Swan настани во 2025 година, според вашите избори. За оваа недела, значи, така беше направено распоредот, што специјалното неделно видео представува ова, а тоа е Black Swan настани за 2025. Така да, ќе објасниме се во детали, што очекуваме потенцијално да бидат Black Swan настаните за оваа година. Верувам дека ќе биде доста јасно со оглед на фактот дека голем дел од овие теми веќе сме ги поминале, но на кратко мораме да представиме кои се според мене барем на некој начин страшните потенцијални економски и геополитички случувања кои што можат директно да го инфлуенсираат самиот криптопазар. Така да, првата работа со која што ќе почнеме, че денеска ќе преминеме директно на главното, нема премногу време за жал. Вчера изгубивме многу време на лајвстримот, значи беше одличен лајвстрим, 3 часа, но денеска за жал го немам тоа време, затоа ќе преминеме директно на главното. И сега, првата работа која што можеме да разговараме е потенцијална рецесија во 2025 година на Мурика. Со тоа што прво, во овој етап ќе го обработиме сите теми поврзани со Мурика, на вториот етап ќе обработиме теми поврзани со Кина, а на третиот етап ќе разговараме за Блискиот Исток и за војната во Украина. Тоа се и понатаму најжешките, најстрашните теми кои што можат да ескалираат и да предизвикат последици по економската, да речем, економските пазари во светот. Не заборавајте, не сите овие Black Swan настани се негативни за криптосекторот. Тоа многу пати сме озборувале. Дури и поголем дел од се позитивни за криптосекторот и нормално тоа ќе го образложиме денеска. Тоа што првиот, како што кажавме, е потенцијална рецесија во 2025 година во Мурика. Ние имаме посебно видео за рецесија, кој што е дел од нашиот напреден курс за техничка и фундаментална анализа. Значи можете многу лесно да го најдете, само запишете рецесија на нашиот канал и ќе го најдете видеото. Со тоа што во еден час детално објаснуваме што очекуваме доколку настапи рецесија во Америка, посебно во однос на криптосекторот. Сега, зошто велиме дека голема е веројатноста за рецесија? Според мене, иако гледаме дека на пазарот моментално се помали и помали се шансите за рецесија. Односно, еве, ова е, например, на Nasdaq артикл, во кој што 6, да речем, стручни лица од големи финансиски институции, Goldman Sachs, S&P, Moody's, Vanguard и така натаму, тврдат дека има многу мала шанса за рецесија. Тоа не значи дека шансата не е овде, дури да е мала, највеќе затоа што, пак ќе кажам, значи, во оваа ситуација имаме две случувања кои што може да ескалираат. Едното е излегување на невработеноста од контрола, а тоа е над 4%. Ако добиеме таков тип на феномен, ефективно влегуваме во рецесија. Тоа сме го виделе многу пати до сега и ова излегување на невработеноста надвор од контрола секогаш е проследено на што? На голема сесија на качување на каматните стапки на Федералната резерва. Секогаш. Секогаш кога сме имале качување на каматните стапки на Федералната резерва, следела зголемување на невработеноста, ова сме го објаснувале многу пати, нема да објаснуваме сега во детали зошто. Идејата е дека до сега во 99% од случаевите, секогаш кога сме имале голема сезона на rate hikes, зборуваме 1-2 години, сме имале и зголемување на невработеноста над 4% и период на рецесија. Тоа се овие сиви зони. Со тоа што ова потенцијално би била прв пат, јас затоа велам, значи, мене ако ме прашувате, моментално гледаме дека со огромно задолжување Мурика успеа да на некој начин го прескокне или го одложи овој момент на потенцијална рецесија во Америка, затоа што значи они направија енормно задолжување. Зборуваме го зголемија својот долг за практично 40% во последниве 5-6 години. Зборуваме долг на самата држава, со цел да го избегнат овој природен процес на зголемување на невработеноста заради констрикција на самата економија. Нешто што е нормално последователно со циклус на покачување на каматните ставки. Сега, дали тоа ќе им успее останува да видиме, но не заборавајте дека до сега пак ќе кажем, ево, во 90% од случаевите од 1955 година па наваму, секогаш кога сме имале циклус на покачување на каматните стапки, следат циклус на зголемување на невработеноста. Невработеноста понатаму се наоѓа на околу 4%, но една многу битна работа која што треба да забележиме е дека голем дел од извештаите за невработеност во текот на 2024 година се ревидирани катастрофално повисоко од тоа што било представено од страна на Федералната резерва, така да тоа ви кажува дека очигледно за сега успева успешно да ја скријат невработеноста, која што не е 4%,
Но како и да е, останува да видиме дали тоа и понатаму ќе им успее. Сега за сега очигледно успешно успеваат да на некој начин го скријат се тоа што го прават. Ако успеат, пак ќе кажем, че многу едноставно е. Доколку успеат на некој начин да ја маскираат оваа невработеност, да не предизвикаат паника на пазарот, во кој што големиот дел од, да речем, институциите кога станува збор за овие големи корпорации, би почнале со опуштање, би почнале со констрикција на своето производство, на својот пласман на пазарот. Ефективно на овој начин успеваат да ја одложат рецесијата во Америка. Со тоа што една причина поради која што верувам дека потенцијално ќе успеат да ја одложат е политиката на Трамп која што треба да биде имплементирана, односно, значи, зошто велам сега? Во оваа ситуација со оглед на фактот дека моментално намалена инфлацијата на некој, пак би рекол, нормално ниво од помеѓу 2 до 3%, иако 2% е посакуваната граница на Федералната резерва, кор инфлацијата негде околу 2,3%, моментално Трамп најавува дека не се согласува со политиката на Федералната резерва на високи каматни стапки, затоа што и понатаму 4,5% е многу висока каматна стапка, споредувајќи со периодите каде што истата била 0. Така да, поради оваа причина, верувам дека Трамп ќе инсистира и ќе врши притисок врз Федералната резерва да ги намали каматните стапки, со тоа наместо да добиеме рецесија во која што ќе се зголеми невработеноста, поради тоа што е на некој начин, пак ќе кажеме, сузбиена економската активност, економскиот развој, можеме да добиеме обратна ситуација каде што ќе имаме што? Враќање на инфлацијата на повисоко ниво. Односно, значи Трамп активно зборува за тоа дека не се согласува и дека сака да бидат намалени каматните стапки кои што моментално гледаме дека Федералната резерва ги држи на високо ниво. Зошто? Затоа што намалени каматни стапки, за разлика од моменталната атмосфера која што може да предизвика рецесија и голема невработеност, имаме обратна ситуација во која што ќе предизвика инфлација и ќе предизвика голема економска активност која што нормално ќе сузбие моментално, да речеме, релативно високата невработеност од околу 4,2-4,3%. Сега, ова нормално може да предизвика што? Може да предизвика враќање на инфлацијата на претходните високи нивоа. Односно, тоа сме го виделе неколку пати до сега. Ева овој чарт, на пример, овдека многу јасно го покажува тоа. Значи, слична ситуација од која што Джером Пауел многу се плаши е она што му се случило на тогашниот председател на Федералната резерва Уокер, на кој што буквално во 70-тите инфлацијата пораснала до 12%, истата била симната до негде околу 4%, и затоа што прерано ги симнале каматните стапки на Федералната резерва, гледаме дека истата повторно пораснала многу, зборуваме многу, до огромни нивоа, погледнете. Сега, значи, како да ви кажам, овдека ово што гледаме се каматните стапки. Значи, не ја гледам инфлацијата моментално, но само сакам да ви покажам дека ова е практично каматната стапка обратно. Инфлацијата е, нели, не е представена на овој чарт, но идејата што е? Овој дупол ток на инфлација, кој што потенцијално може да се повтори како што тоа било во 70-тите и 80-тите, можеме и ние да го видиме овде, затоа што гледаме дека инфлацијата не е симната по 2%, како што тоа било претходно, а доколку Трамп ги сврти овие политики на Федералната резерва прерано, значи ќе добиеме ситуација во која што инфлацијата повторно ќе почне да се качува нагоре, затоа што тоа Трамп го посакува. Покачена инфлација, значи покачена економска активност, значи поголема економска активност, раст на акции, раст на приватен капитал, нормално ова крајно ни одговара и затоа долго добиеме рецесија, како што кажаме, веќе имаме видео во кое што може да погледнете, нели, какви се нашите ставови за рецесија. Ќе ви го ставиме ово видео веднаш под точката во дескрипција за да може да го погледнете. Значи, многу од овие точки се детално разработени и ќе ви ставиме соодветни видеа под самиот наслов во дескрипција за да може да најдете што детално мислиме за оваа проблематика, за оваа појава на пазарот. Во друга ситуација, значи рецесијата, пак ќе кажам, јас мислам дека позитивно ќе делува на криптосекторот, ќе го погледнете видеото и ќе ви биде образложено зошто да не трошиме премногу време од ова видео. Втората ситуација, кај што имаме забрзана инфлација нагоре, која што, пак ќе кажам, за нас е одлична, зашто го велиме тоа, еве прост пример, значи овдека ги имаме инфлација, која што е лјакова боја, Федералната резерва е низината каматна стапка, ова е вредноста на доларот и зелената боја е вредноста на биткоин. Што се случува? Секогаш кога ние имаме што? Зголемување на инфлацијата, имаме и зголемување на се што представува ризично добро во оваа ситуација биткоин, овде како ги додадеме и S&P 500 и Nasdaq ќе добиеме bull market во секое ризично добро на чартот. Во спротивно, кога
се покачуваат каматните стапки, се покачува вредноста на доларот, а се останато влегува во практично bear маркет и инфлацијата се намалува. Што значи дека обратниот процес од рецесија, во која што ќе се практично заштити економијата на Америка на долг рок, е инфлација која што практично ја на некој начин вжештува економијата на Америка и што предизвикува раст на се останато заради оваа компетитивност. И тоа што би значило дека Трамп ќе ги присили Федералната резерва да ја намалат каматната стапка, што ќе направи инфлацијата да почне да расте, а штом инфлацијата расте, почнуваат да растат и сите економски добра, вклучувајќи го во оваа ситуација и биткоин и сите алткоини кои што нас ни се битни. Така. Затоа ви велам дека она што се обидува Трамп да го спроведе, нас ни одговара, затоа што активна економија во оваа една година, дури и да предизвика висока инфлација во Америка, нас воопште не е гајле, тоа е проблем на американците, тоа не е наш проблем. Нас таква клима не одговара, затоа што ќе предизвика многу по-силен бул маркет од оној кој што би го добиле во случај да имаме високи каматни стапки во подолг рок. Така да ова е крајно позитивно за нас. Сега, во однос на Black Swan настани, затоа и велам, треба да ги гледаме овие настани како истите потенцијално би делувале на криптопазар. Така, затоа не сите се Black Swan настани за криптопазар. Во оваа ситуација гледате, верувам дека и рецесија на пазарите на Америка, која што пак ќе кажеме до сега, пазарите на крипто не успеале никогаш да преживеат. Значи, од 2009 година наваму, ефективно пазарите традиционални во светот не се наоѓале во рецесија, посебно кога станува збор за американскиот пазар, кој што во оваа ситуација ни е најбитен. И понатаму, верувале или не, околу 65% од луѓето кои што инвестираат во крипто, верувале ли се наоѓаат во Америка и тоа поточно во последната година. Што значи дека затоа и најбитен ни е овој пазар, затоа и ни се најбитни политиките на овој пазар. А од 2009 година наваму, едноставно не сме имале ниту еден практично пролонгиран период на рецесија за да видиме како би делувал криптопазар. Така да поради оваа ситуација, уште еднаш ќе напоменам, нас рецесија и ни е потребна за да видиме како би делувале криптопазарите кога би се појавила ваква ситуација, ваков феномен на пазарот. Во исто време, како што кажам, овие две, да речем, спротивставени ситуации на пазарот, втората е уште попозитивна за крипто, затоа што веќе сме виделе како криптосекторот делува кога имаме висока инфлација или пак период на зголемување на инфлацијата. Имаме огромен напредок на криптопазарот. Така да тоа крајно ни одговара. Така да првите Black Swan настани кои што едниот и другиот се лоши на долги на краток рок за американската економија, за нас се одлични. Овие два типа на ситуација на американската економија може да доведат до големи последици кои што гледам дека американските политичари се понашаат како да нема шанси да се случат. Значи не заборавајте, се зависи од принтерот, они буквално секој проблем го решаваат со принтер. Со тоа што вели, ако се сеќавате, ова го спомнавме и во вчерашниот лајвстрим. Значи, моментално се најавува дека ќе имаме огромно зголемување на долгот на Америка поради политиките на Трамп, кои што водат кон што? Кон намалување на даноците, тоа посебно на корпорациите. Што значи дека корпорациите ќе стимулираат висока, да речем, економска активност, зголемување на инфлацијата, она што ние го зборуваме, што нас не е потребно. Така, во исто време, значи очекуваат дека ваквата стимулација на буџетот, а нормално, ваквото зголемување на дефицитот во буџетот, како што кажаме, може да доведе до многу поголеми последици, оно што го зборуваме постојано. Тоа е исто така еден од Black Swan настаните. Значи овдека многу јасно се гледа, како што може видите и сами, дека уште од почетокот на 2000 година Америка многу повеќе троши од колку што практично добива од колекција на даноци и ова разлика која што ја гледаме во буџетот помеѓу приходи и расходи ја нормално покрива со дополнително задолжување на самата земја. Со тоа што моментално има 36 милиони долари, 36 трилиони долари долг, кој што се очекува да се зголеми поради ова политика која што планира да ја имплементира Трамп во само наредната година, отприлика, тоест во наредните, да речам, делот во кој што истиот ќе биде претседател во наредните 4 години, за околу 4,5 трилиони долари да се зголеми практично нивното задолжување како држава. Така да сакам да ви кажам дека ова дефинитивно не оди нигде добро, значи како што можеме да видиме зголемувањето на потрошувачката дефицитот наспроти она што го добиваат како приход може да предизвика дефолт на нивниот долг. Зошто го велиме тоа? Затоа што погледнете и сами.
Значи гледаме како што кажеме во вчерашниот лайвстрим. Од 1990 па до 2010 или 15 ви речеме. Во последните 20-25 години, зборуваме до 2015 година. Гледаме дека оприлика интересот, значи каматата на долгот на Мурика од 36 трилиони бил негде околу 400 милиарди долари. Само 10 години од 2015 до денес, они успеале да го зголемат дупло и повеќе, се разбираме. Значи, они успеале да го зголемат за некои 60-70% и да биде над 1 трилион. Значи, гледайте само колку експоненцијално расте нивниот долг и каматата која што треба да плаќаат за нивниот долг. Значи, дека ова е магичен круг во кој што ова не може да запре. Овде ќе имаме ситуација во која што ова ќе продолжи, се додека нема излез и ќе дојде до дефолт на нивниот долг. Дефолт на долг на најголемата економија во светот може да има катастрофални последици по се. Што е сега овде оно што јас постојано го зборувам, што верувам дека е многу позитивно за нас? Фактот дека најголемата економија во светот и низината зелена тоалетна хартија која што ја користи моментално ќе направат дефолт, тоа значи дека останатите не се воопште далеку позади нив. И дека моменталната економија во секој од овие земји е со една вродена мана. Фактот дека постојано се девалвира вредноста на овие валути кои што ги користиме во облик на тоалетна хартија во различна боја. Што значи, моментот кога тоа ќе се случи, биткоин и останатите блокчейн, да речем, проекти се за тоа наменети. Идејата во 2009 година била токму тоа. Со креирањето на оваа алтернативна економска валута да се даде опција на човештвото да има кон што да прибегне доколку настапи ваков тип на глобален колапс. Ја не велам дека тоа ќе случи во 2025 година, но порано подоцна ќе се случи. И ова е еден од најдобрите примери зашто постојано тоа го тврдам. И верувам дека ние тоа ќе го видиме со сопствени очи. Дали ќе биде 2025, дали ќе биде 2035, ќе се случи. Со тоа не го менува фактот дека тоа може да се случи уште оваа година во однос тоа како ќе се однесуваат во американската економија и како понатаму ќе ги имплементираат нивните, да речам, политики. Така да останува да видиме, но ова е реална опасност. Иако е со многу помал процент од досега оние што ги спомнавме, е реална опасност која што порано подоцна ќе се случи. Само вака ќе ви кажам. Според оно што јас го очекувам и според оно што јас го правам на пазарот, повеќе од 95% од моите капитални добра се во крипто. Со причина. Јас очекувам дека колапс на ваков тип, од ваков тип, каде што најголемата економија во светот ќе направи дефолт, каде што нема да има доволно пари за да си плати практично ни самата камата која што моментално достасува постојано на годишно ниво, или да го преврти долгот во, да речем, уште една транша во која што постојано само позајмува. Како мислите дека тоа ќе делува на економијата на во оваа ситуација Мурика, каде што се наоѓаат најголемите 7 од 10 компании во светот? Знаете како? Со апсолутен колапс. Дали во тој момент вие би сакале да имате акции од Тесла, акции од Microsoft и Apple, или би сакале да имате биткоин? И само оставам на вас, јас само ви кажувам што јас размислувам и како јас се подготвувам за ова што е неизбежно, а ќе дојде. Следна битна работа која што мора да спомнеме во Америка, која што никогаш не престанала да биде опасност, е потенцијалниот банкарски колапс. Зошто го велим? Значи, банките и понатаму имаат огромна количина на нереализиран долг, кој што колку и да го превртуваат повеќе и повеќе, се додека каматните ставки во Америка се високи, само прашање на време е кога ќе имаме ескалација нова. Затоа што на крајот од денот доволно е една банка да имаме поголема количина на, да речем, кредитори кои што сакаат да си ги добијат парите назад, и истата да не може да им ги врати, затоа што гледаме дека банките моментално во Америка и понатаму се повеќе од 500 милиарди долари во нереализирана загуба. Тоа значи дека овие пари они ги немаат. Они имаат хартии од вредност во оваа ситуација обврзници, кои што поради високите каматни ставки имаат изгубено многу од сопствената вредност и доколку не успеат да ги додржат до крај, а голем дел од овие каматни, да се извинам, од овие обврзници некогаш се и по 30 години, значи автоматски они се во ситуација во која што и да сакаат да ги продадат, нема да можат, затоа што има многу повисоки каматни стапки кои што луѓето може да ги добијат да го купат обврзници моментално од Америка, наспроти овие кои што се со многу пониски каматни стапки, што значи мораат да ги продадат обврзниците кои што ги држат во загуба. Автоматски, тоа е повторно
една спирала која што ве тера уште повеќе да продавате од овие врзници со уште поголема загуба и првиот квартален извештај кај што вие ќе мора тоа да го пријавите, автоматски имате каскадна ситуација во која што сите ваши клиенти сакаат веднаш да излезат од оваа банка затоа што пријавила загуба и тоа посебно на ваков тип на најсигурните капитални добра кои што можете да купите во светот, муриканските обврзници. Така да имајте го тоа превид. Јас и понатаму зборувам. Јас се уште не сум видел дека ова нереализирана загуба се намалува. А кога ќе се намали? Кога ќе се намалат во исто време и каматните стапки, за и во оваа ситуација долгот кој што го продава трежери на Америка да не биде со толку висока каматна стапка и автоматски да ги направи покомпетентни банките, тоест да бидат во конкуренција, би рекол така. Затоа што стапките по кои што продава моментално трежери ќе се изедначат со стапките по кои што овие банки купиле и на тој начин ќе може на некој начин многу помалку да изгубат доколку треба да продадат со загуба, се разбираме. Така да, додека не се намалат каматните стапки, се уште постои голем, да речам, голем страв дека може да се случи капитален колапс на банките. Дополнително, да не забораваме дека и overnight reverse repo facility е сосема исцедено, затоа што Америка наместо да го остави ова како money fund, во случај да треба да направат некаков тип на ликвидација на овие обврзници при времени банките, они буквално го исцицаа затоа што им требаше ликвидност, затоа што во исто време Федералната резерва не купуваше американски долг. Така да ова е се уште голема опасност. Ние видовме што се случи кога 3 банки пропаднаа во Америка, четвртата после тоа следуваше после неколку месеци, и видовме што се случи со криптопазарот. Се дуплираше преку ноќ. Без да имаме биткоин спот ETF, без да имаме начин на кој што институции да може да влезат на пазарот на крипто. Сега имаме многу биткоин спот ETFs, многу Ethereum спот ETFs. Така да ако се случи вакво нешто, јас очекувам големо пребегување на капиталот од институциите кон криптосекторот. Тоа ќе биде одлично. Сега, многу битна работа која што треба да напоменеме дека не се само макроекономски проблемите со Мурика, овде ќе имаме и геополитички проблеми. Првиот е, и веднаш ви го напоменувам ова, значи имајте го предвид, јас очекувам големи нереди во Мурика уште од првиот ден на Трамп. Ви кажувам веднаш. Трамп има моментално намерено да направи најголема депортација на илегални имигранти во Мурика. Значи, Бајден ги собираше, буквално со трактори, а овој сега се обидува да ги отарас. Сега, каде е овдека проблем? Имајте го во превид. Уште од прв ден се најавува дека додека трае инаугурацијата во Чикаго ќе биде пуштена огромна сила на полиција која што ќе оди по улица и ќе проверува, ќе легитимира се и сите оние кои што ќе бидат најдени без практично соодветни документи или соодветни дозволи за престој, веднаш ќе бидат депортирани. Ви го кажувам овој на оние кои што се наши таму, ако потенцијално се наоѓате во Чикаго, ако потенцијално немате соодветни документи, јас би ви препорачал, барем на првиот ден, зборувам за понеделник, да останете дома, не излегувајте надвор, значи да не се најдете во ситуација каде што они го прават нормално за прес. Значи овој го прават како гледате уште првиот ден моментално Трамп ги исполнува своите ветувања. Така да останете си дома, оставете барем 1-2 дена да поминат ова фама да помине, а потоа нели ако затоа што знаеме дека многу од нашите се таму илегално, да бидеме јасни, така да бидете предпазливи, во Америка ова не мириса на добро. Зошто го велам тоа? Овие луѓе кои што буквално бубрек дале за да дојдат во Америка. Дали вие мислите дека така лесно ќе ги извадите? Дали мислите дека така лесно ќе ги депортирате? Само тоа ќе кажам, натаму останува да видиме. Да не гледаме цивилна војна како филмот што го снимаа за 2024 година. Затоа што пак ќе напоменам, не заборавајте. Овдека имаме милиони имигранти кои што се нелегално во Америка и тоа голем дел од нив не се добри луѓе, да се разбереме. Така да имајте го тоа пребит. Овие луѓе се наоружени и попрво би дале многу голем отпор, и тоа наоружен отпор, отколку да ја напуштат земја. Да ви стане јасно, па сега ќе видиме како се тоа ќе се одврзи. Верувам дека нема така мирно да ја напуштат земјата, така да ова може многу да ескалира. Дополнително да не забораваме, иако има многу мала шанса вакво нешто да се случи. Значи Трамп се закани со потенцијална воена, да речам, агресија како врз Канада, така врз Гренланд, така врз Панама. Значи ефективно он тоа го кажа, рече ние нема да исклучиме дури ни воена интервенција ако тоа е потребно, за да ги присоединиме Гренланд, Канада и Панама
до Америка. Така да имате од тоа први, тоа може многу да ескалира. Не верувам дека ја Канада може да се рамни со Америка и не верувам дека ќе има нешто реално, затоа што на крајот од денот не заборавајте дека, значи, они се топ дог, нема тука дали се допаѓа или не. Така да кога они ви кажуваат што треба да правите, вие правите. Гледате дека целата западна сфера е толку ретардирана, што ќе каже султанот, така прават. Значи, претходно кажуваа дека немало шанси никогаш да ги дадат Гренланд, Финска немало шанси. Сега наједнаш го гледаме и премиерот на Финска и премиерот на Гренланд во Америка преговараат за што понатаму. Нема што да преговараш ако тоа е твоја земја, така. Али, нели, не е ова Путин и диктатори, овдека се у демократски стил, ме разбирате. Поради одбрана на слободниот свет ќе треба да ги превземат овие територии, се разбираме. Да не навлегуваме премногу, но сакам да кажем дека овие две причини и понатаму верувам дека се многу, да речам, потенцијални за геополитичка нестабилност во Мурик. Затоа што геополитичката нестабилност, знаете и сами, многу лесно се одразува на пазарот. Ако имате вие ситуација во која што моментално Чикаго е во апсолутен неред, затоа што планира дечко уште на првиот ден да пушти огромна количина на полиција да апси се живо попат, значи што очекува, како мислите дека ова ќе се одрази на економијата? Кога ќе се блокира еден цел град, замислете. Мислам, само ви оставам да размислите, ова потенцијално може да се одрази на пазарите. Така да тоа повторно е Black Swan евент кој што може да се случи, иако е со многу помала шанса за разлика од оние првите, како што се, пак ќе кажем, повисока инфлација или пак рецесија на пазарот. Сега, следна битна работа, која што веќе објаснивме во видеото за Кина, каде што разговаравме за дефлацијата во Кина. За разлика од Америка, која што има опасност да имаме превисока инфлација, во Америка, во Кина имаме обратна ситуација, каде што имаме превисока дефлација. Само за да објасниме, значи кратко, иако сето ова нормално може да го погледнете во нашето видео, значи имаме направено видео во кое што објаснуваме токму за тоа, значи како изгледа моментално кинеската ера, значи ефектот на пролонгирана дефлација врз економијата на Кина. Значи ова видео ќе биде во дескрипција, веднаш под овој трети, да речем, со тоа што за да разбереме колку е големината на Кина во однос на нејзината економија, одека ги споредуваме така речено сите големи, да речем, GDP во светот, со тоа што овдека се нели светската, значи ова е црвената. Потоа имаме држави кои што има висок инкам, среден инкам, слаб инкам и middle инкам. Со тоа што можеме да видиме дека Кина се наоѓа неколку пати подобро од било која друга, како што може видите овдека економија, така да буквално во последниве од 80-тите па наваке, значи тоа се практично 40-45 години, значи ние имаме ситуација во која што Кина е главниот двигател на бруто домашниот пораст во светот. И сега, нормално, кога се тоа ќе го споредиме во однос со тоа дека Кина не само што е најголем двигател на бруто домашниот производ, туку и најголем производител во светот, очигледно, че можеме да видиме дека целиот овој пазар може да страда од оваа стагнација поради дефлација, затоа што за разлика во Америка, каде што економијата се вжештува поради економска активност, во Кина е обратно. Гледаме дека се намалува многу повеќе интересот за инвестирање во приватните капацитети во Кина. И сега, нормално, овдека Кина се обидува тоа да го стимулира со најразлични начини, како што тоа го објасниме во самото видео. Проблемот е дека намалено производство, значи намален, така речено, извоз и нормално намалена количина на стока во сите овие земји, кои што представуваат, како што можеме во 2020 година, еден цел екосистем моментално на земји кои што практично зависат од оваа стока. Значи на крајот од денот дури многу од овие земји немаат свое производство заради тоа што очекуваат дека овие продукти кои што доаѓаат од Кина, а се доста ефтини, значи се практично единствениот извор на овие продукти, се разбираме. И затоа овде имаме ситуација во која што ова може дебело да го погоди целиот свет. Сега, вика, моменталниот прайс индекс или индекс на цените е на 9-месечен лоу. Со тоа што ова ние практично најдобро ќе го видиме преку самата инфлација, односно дефлација, каде што можеме да видиме дека они едноставно не можат да ја пуштат инфлацијата во погод, се разбираме? Значи не можат да го стимулираат домашното население да инвестира во практично домашната индустрија, во сето оно што представува ризични добра, така. Со тоа што гледаме дека за разлика од Америка, они дури имаат и дефлација, каде што, како што веќе објаснивме, вредноста на юенот расте, но во исто време луѓето поради тоа што цените на се намалуваат, немаат елан, немаат интерес да инвестираат во било што е домашно и гледаме ова исто така е еден од добрите показатели за тоа, 10 годишната во оваа ситуација
обврзница на Кина е на рекордно ниско ниво од погледнете. Уште од 2002 година, значи најниско ниво кој што го добила е 2,4, а сега се наоѓа на 1,6. Историски најниско ниво на оваа вредност, затоа што ова ни покажува колку генерално луѓето има интерес во економијата на Кина. Обврзниците нормално на една држава практично добиваат на вредност како истата се развија, како истата расте и нормално колку помалку интерес има, толку повеќе и каматната стапка која што ја нуди Кина за оваа обврзница е практично намалена за да ја направи како да ја кажам, во оваа ситуација они треба релативно во целиот овој индекс, ова ни покажува дека едноставно луѓето не очекуваат голем или постојан раст во економијата на Кина. Се разбираме. Значи автоматски ова ви покажува дека ефективно не се очекува раст. Зошто е ова вака направено? Сега за да разберете. Значи моментално ова е политика на државата која што со цел да ги иницира овие приватни и физички лица да инвестираат во економијата, ја намалува практично вредноста на обврзницата со цел да немаат во што друго да инвестираат, па да треба да инвестираат во самиот приватен капитал, во самата економија на Кина. Значи ова е практично акција која што ја превзема кинеската влада со цел да ги стимулира домашните инвеститори да се вратат во инвестирање во самата економија, а не да даваат пари на државата, се разбираме. Со тоа што значи практично во овие да речам монетарни политики за 2025 година, првата е таа, значи се намалува практично се што представува државна обврзница со цел да се стимулираат приватните сектори да се вратат во инвестирање во приватниот сектор генерално, а второ се очекува уште повеќе задолжување на Кина со цел и самата држава Кина да може да инвестира голем дел од она што го поседува како да речам долг назад во својата економија и да направи буст, да направи раст. Значи нема да навлегуваме премногу. Пак ќе напомена, значи ова видео кое што е практично за ефектот на дефлација на кинеската економија е во дескрипција веднаш под точката кинеска дефлација. Но пак ќе кажам, главниот проблем е тоа, дека ова може да се одрази на целиот свет и намалена продуктивност на Кина. Многу од приватните инвеститори во светот да го разберат како период во кој што се очекува да немаме голем економски развој во целиот свет и на тој начин практично да почнат да не бидат толку склони кон инвестирање, не бидат толку склони кон проширување и така натаму. Така да ова е голем проблем кој што може да настапи во светот, кој што може да предизвика летаргија генерално на економијата во светот и тоа нас не ни одговара. Ова е Black Swan евент дури за криптосекторот, затоа што намалена економска активност во светот ќе предизвика практично луѓето да не бидат склони кон инвестирање во ризични добра, а тоа нормално веднаш делува на криптопазарот. Не заборавајте дека овде ќе имаме уште едно битно видео, а тоа е војната на тарифи. Значи, ние моментално сме на чекор пред војна на тарифи, посебно откако Трамп ќе влезе во Белата куќа. Значи, уште веднаш се очекува, значи, гледате дека Трамп буквално не бира непријатели и пријатели, значи, он спрема тарифи на сите. Он спрема тарифи на Канада, на Мексико, спрема тарифи на Европската Унија, спрема тарифи на Данска, доколку не им го даде Гренланд, спрема тарифи на сите земји кои што поведуваат дедоларизација, значи овде е цел БРИКС, така да ние сме буквално пред чекор на досега нешто невидено. Значи ние ваков тип на војна на тарифи не сме виделе буквално уште од почетокот на 1900-тите години, така да допрва ќе видиме како ова ќе има ефект на пазарот. Во оваа модерна економија тарифите може да направат буквално целосна промена на пазарите. Нешто што досега било сосема нормално да биде увезувано во Америка од Кина, од утре веќе нема да може да биде увезувано, значи дека ова добро треба да најде друг пазар. Автоматски ќе имаме огромни промени на пазарот, нешто што никој не може да го предвиди, колку и да се добри економистите, ние до сега не сме имале, барем во последниве, да речем, 50-60 години, волку високи, да речем, тарифни закани и нели, така натаму кои што може да бидат имплементирани, така да ова ќе видиме како ќе биде, ќе се одрази во светот. Стварно многу е тешко да се процени, затоа и ние моментално не заборавајте дека направивме посебно видео под четвртото, ова глобална тарифна војна, каква до сега не сме виделе, значи ќе може да го најдете нашето видео, каде што објаснуваме се во ова тема, така да погледнете го, значи ова е практично трговски тарифни војни, за да сватите што се истите и што може да предизвикаат на економијата, но повторно. Ние зборуваме со застарени податоци,
кои што на некој начин ги имаме уште од така речено доста одамна, кога се тоа се случувало. Практично тарифите се најмодерни во времето на империите, ако така ќе сакате да гледате, така да навистина не можеме да претпоставиме што ќе се случува, но гледаме дека овие блокови кои што се создава на воен аспект, кои што моментално гледате дека го објасниме тоа во нашата геополитика и крипто лайвстрим во последната среда или четврток. Значи, овде имаме ситуација во која што истите овие блокови моментално се припремаат и за економска војна. Наеднош имаме склучување на стратешки договор помеѓу Русија и Иран, исто таков договор беше склучен помеѓу Русија и Кина. Кина се склучи вакви договори со Иран и со Саудиска Арабија, односно гледаме дека овој блок се припрема за потенцијална агресија од страна на Западот во однос на тарифи, во однос на економски препреки, кои што дополнително може да дојдат покрај санкциите кои што се имплементирани на овие земји. Така да и затоа многу битна изјавата на иранскиот практично председател Пезешкијан, кој што кажа дека доколку Иран, Русија и Кина се обединат, ќе бидат доволно силни да ја свртат оваа војна против Западот, дури и они да бидат тие кои што ќе иницираат санкции против Западот. Така да сакам да ви кажам дека ова не се подобрува, само се влошува. Една добра работа која што постојано зборуваме е дека тарифите се насочени кон одредена економија, кон одредени така речено компании во оваа економија. Автоматски, тоа е нешто што не може да биде направено врз криптосекторот. Вие не можете тарифи да ставите на крипто, вие не можете да ги блокирате, не можете да ги банирате, што сакаат нека направат. Се разбираме, така да затоа јас ако се сеќавате во ова видео, ако не погледнете го нормално, објаснувам дека една од најпозитивните работи за тарифите е тоа што ова се однесува на одредени економии, што значи дека ќе бидат погодени економии и компаниите во овие економии. Додека за разлика од тоа криптосекторот е буквално излезот од оваа ситуација каде што тарифите едноставно не делуваат на криптосекторот. Така да затоа велам дека и овој Black Swan настан во светот може позитивно да се одрази врз криптосекторот, но останува да видиме. Сега, една друга битна работа кога станува збор за Кина, затоа што ова пак на крајот од денот станува збор за Кина. Значи, тарифите кои што постојано ги зборува Трамп, највеќе се однесуваат на Кина како најголема економија, која што има најголем извоз во светот, која што е најголем непријател на Америка поради оваа причина, затоа овие тарифи највеќе се однесуваат на Кина и затоа е ставено во овој дел од видеото. Сега една битна работа, ако се сеќавате, значи Трамп и неговите желби да го присоедини Гренланд, наеднаш на Кина и отвараат практично простор да може да каже, па ако може Трамп да го присоедини Гренланд, Канада и Панама, затоа што им се стратешки позиции и затоа што го брана слободниот свет, така и Кина може да го присоедини Тајван. Сакам да ви кажам дека овие глупости кои што американците ги прават, прво го направија со Косово ова, значи проблематиката на Косово, каде што американците зборуваат дека наводно требало Косово да се ослободи и дека имале право да бидат самостојни, буквално им даде простор на Русија да го направи тоа со Крим, сега да го направи со Донбас, да го направи со останатите две Запорижје и како и да се викаше четвртата провинција која што сега не ми доаѓа на памет, Кина да го направи истото со Тајван. Значи американците со нивната глупост на Косово предизвика овие големи држави да се водат по тоа право. Ако вие можете за Косово, тогаш ние можеме тоа да го направиме за сите овие мали покрајни околу нас, кои што ние мислиме дека нас не припаѓа. Така да и еве го веднаш, значи веднаш се врати, него понос му се удари, дека па добро, ако вие го земате Гренланд, тогаш ние мораме да го земеме Тајван, затоа што Тајван е стратешка позиција на Кина. Каде е овдека проблемот? Многу од луѓето мислите дека ова е геополитички само. Не. Посебно кога станува збор за AI. Она што постојано го зборува. Целиот AI сектор моментално скокаше кога имавме ситуации во кои што Nvidia и останатите, да речем, големи компании кои што се занимаваат со AI. Сега една интересна работа која што потенцијално не ја знаете, ние сме ја спомнали многу пати на пазарот, овие големи корпорации, без разлика дали се Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, кои и да се, за огромен дел од своите микрочипови зависат директно од Тајван. Гледајте колку зависат од Тајван. Тајван моментално поседува 20,1 или 20%, се разборуваме во 2022 година. 20% од вкупното количество на дизајнирање и проектирање на микрочипови. 64% од производството на микрочипови. Ајде значи дизајнирањето и, да речем, креирањето на нови чипови во ред. Но 64% од вкупното производство на микрочипови е во Тајван. И 58,6% од
ајде сега пакувањето не е битно, но тестирањето на микрочипови е во Тајван. Или најнова проценка 2024 година според Google е дека погледнете, вкупно 68, значи се зголемило, претходно било 64, сега е 68% од вкупното количество на микрочипови во светот се произведува во Тајван, а 90% од најнапредните микрочипови во светот се произведуваат во Тајван. Епа Nvidia, Microsoft и Apple нема да може да работат ако Тајван влезе во склоп на Кина. Тогаш Кина ќе става санкции, не обратно, се разбираме. Само сакам да ви кажам дека многу од луѓето не разбираат колку ќе биде погоден AI секторот, генерално технологијата, производството на хардвер, значи ова ќе биде крајно погодено кога ефективно би се случил овој инцидент за кој што ние постојано зборуваме, во кој што конечно порано или подоцна Кина ќе си дојде по своето. Така да останува да видиме кога тоа ќе се случи, ама пак ќе кажам, јас мислам дека е неминовно да се случи и дека тоа ќе предизвика големи, пак ќе кажам, компликации на пазарите, тоа посебно на пазарот кога станува збор за хардвер, кога станува збор за микрочипови и во оваа ситуација многу битно на AI. Така да овие коини од AI, ако вакво нешто се случи, очекувате дека ќе добијат шок. Сега, не велам да ги продават. Значи, уште еднаш да напоменем, ништо од ова не е финансиски совет. Само ви напоменам што може да се случи и каде највеќе да го очекуваме ударот од она што потенцијално би се случило. Газа официјално денеска доби примири. Битна работа. Веднаш ви кажувам. Ова примири јас не верувам дека ќе трае. Верувам дека ова е само, така речено, драма. Прво, за Трамп да може да покаже, гледајте колку успеав да направам уште пред да дојдам во претседателското столче. Дополнително, Израел го користи ова како момент за да ги врати назад оние 100 заложници кои што замислете 2 години најнапредната армија во светот не успеа да најде 100 заложници во територија помала, тоест половина од Скопје. Значи во половина Скопје најнапредната армија во светот со апсолутна надмоќ. Авиација, дронови, во се надмоќ. Не успеа да најдат 100 заложници. Толку е способна најнапредната армија во светот. Во исто време не заборавајте дека буквално откако беше потпишан договорот за примирие, они убија повеќе од 100 луѓе. Еве, со какви животни имате работа. Само да ви кажам, кога некој ќе ви каже колку се они најсовесната армија на светот, кога ќе ви каже колку Израел е многу загрижен за човечките права, еве вака ќе му кажете. Значи тоа гнасата Нетањаху го потпиша договор за примирие и уште бомбардира, убија 100 луѓе. Ова утро, затоа што Хамас закаснил да ги даде трите имиња на заложниците кои што треба да бидат пуштени, повторно бомбардира и убија повеќе од 10 палестинци. При подпишано примирие. Само затоа што закаснил Хамас, они убија повеќе од 10 палестинци и бомбардира во Газа. Еве, тоа се животните со кои што си имаме работа. Зошто велам дека ова нема да трае? Уште јас ќе ви напоменам. Јас очекувам дека ова веднаш што ќе помине оваа фама, кога ќе заврши инаугурацијата на Трамп, кога на некој начин сето ова ќе спласне, значи ова треба да трае повеќе од 40 дена. Во овие 40 дена треба бидат реализирани 3 фази, во кои првата и втората фаза ефективно има размена на живи заложници. Третата фаза представува размена на мртви тела од заложниците кои што во оваа ситуација поголемиот дел не се убиени нормално бомбардирањето на Израел. Но јас си понатаму уште еднаш напоменувам, погледнете. Уште кога го подпишува, гледа го џуџето ушко договорот, вика вака. Значи ние го задржуваме правото да продолжиме војната во секој момент. Со таква цел он подпишува договор за примирие. Така, не заборавајте многу битно дека еден од неговите најбитни коалициони партнери, Смотрич, кој што е министер за финансии во Израел, кажува веднаш што ќе бидат практично донесени заложниците назад во Израел, истиот сака да продолжи војната. Само сакам да ви кажам дека сега за сега ова е за нас одлично примирие. Уште еднаш ќе напоменам, многу пати сме спомнали, ќе го кажам повторно. Примирие во подрачје кое што е богато со нафта и кое што представува 40% од производството на нафта во светот е многу битно во овој дел бул маркетот за да немаме нестабилност на пазар. Така, односно тоа што постојано го зборуваме. Ово подрачје знаеме и сами дека главната криза која што предизвика да практично прерасне ова во приближно до регионална војна, каде што Израел почна со убивањето во Газа, а продолжи во Либан, продолжи во Западната обала, продолжи во Јемен,
проложи во Сирија, проложи во Ирак, го бомбардираше Иран, се тоа потекнува од Газа. Затоа и во оваа ситуација нас ни одговара примирие во Газа и тоа ни одговара што може подолго да трае, затоа што уште еднаш, значи тоа што постојано го зборуваме, не е само на збор, него едноставно многу јасно може да се види. Моментот кога падна Сирија, заради тоа што уште толку се зголеми нестабилноста на самиот регион, продолжи да расте вредноста на нафтата. А знаеме дека кога вредноста на нафтата продолжува да расте, автоматски расте и што? Расте и вредноста на доларот. Ево тоа. Така, веднаш штом се најави примирие во Газа, ние имаме пад на цената на нафтата. Утре, доколку ова примирие понатаму продолжи да биде ефективно, очекувам дека цената на нафтата во следниот период ќе продолжи да паѓа, а со тоа и еден од двата фактори кои што го држат доларот на високо ниво ќе продолжи да паѓа надолу. Што значи секој позитивен чекор во развојот на овие настани во овој регион е крајно позитивен за нас, затоа што колку помалку имаме потенцијална за војна во Блискиот Исток, толку постабилни цени на да речем горивата имаме и толку повеќе ќе се елиминира овој дополнителен фактор кој што го тера доларот да биде премногу висок. Така да е крајно позитивно затоа што колку е понизок доларот во вредност, толку повеќе расте вредноста на биткоин. Многу битно во оваа ситуација е дека не е само војната во Газа, која што пак ќе напоменам, јас не верувам дека е завршена. Значи, знаејќи ги евреите, знаејќи ги исраелците, голема веројатност дека ќе го продолжат ова наскоро, но да се надеваме дека ќе потрае колку што може повеќе, затоа што позитивно ќе делува на пазарот. Истата ситуација можеме да кажеме и во оваа ситуација со Трамп и Путин. Значи, Трамп, за разлика од Блискиот Исток, каде што веднаш ќе поддржи било каква агресија врз Палестина и останатата алијанса на Иран, во оваа ситуација со Русија и Украина е во сосема поинаква состојба. Зошто? Затоа што Трамп е свесен дека оваа војна е изгубена. Тоа ќе ви го покажам во една многу јасна мапа од неколку минути. Морам да го поздравам Горан од Кавадарци, мој бивши колега од работничките денови во фабрика, кој што навистина ми го најде овој канал, секоја чест, многу добар канал, посебно за мапи кога станува збор за напредокот на одредени дејствија во воени зони. Каде што, значи, јасно ќе видите кој победува во оваа ситуација, значи Трамп е свесен и дека ова е буквално изгубена војна и гледаме дека двете страни се подготвени за разговор. Веќе никој не ја прашува ниту Европа, ниту Украина, очигледно големите дечки треба да седнат и да разговараат што понатаму со оваа војна. Значи, овдека веќе воопште децата не се земаат во предвид, пак ќе кажам децата Украина и цела Европа, никој воопшто не ги прашува, туку буквално очигледно возрастните ќе седат и ќе разговараат што понатаму. Сега, да не забораваме дека дополнително притисок се случува во оваа ситуација, затоа што се одложи Украина, не знам зошто, значи ова е крајно, не можам да разберам зошто. Значи, практично, оној 5 годишен договор кој што трае уште пред 2022 година со Европа за овој гасовод кој што поминува преку Украина, да го запре. Значи, истиот истече на, така речено, 31 декември 2024 година и сите овие земји кои што после Украина добиваат газ преку Украина од нормално Русија, а тоа се нормално овдека Унгарија, Словачка, Австрија и така натаму, нема веќе да добиваат газ. Што значи дека во оваа ситуација една работа што не ја разбирам. Да, значи Украина моментално сече некој ревенју, некој приход на Газпром, да, но во исто време Украина прави милиарди долари за тоа што дозволува овој газ да помине преку Украина и не заборавајте дека истиот се користи во Украина. Така. И сега наједнаш вие на вашите партнери, на вашите државите од Европа кои што ви помагаат, кои што ви даваат било каков тип на помош, вие одлучувате да им го исклучите гасот. Многу паметно од страна на Украина. Се гледа дека Заев, Зеленски, очигледно знае што прави. Браво, секоја чест, значи многу паметно. Значи ова ќе ги кошта многу, но како и да е, овдека самиот испадна и кажа Путин, вика ова не е проблем, значи нас не е проблем, ако не сакаат, вика газ не мора да им даваме газ, во ред заврши договорот, не сакаат да го продолжат, тоа е тоа, вика ние ќе најдеме нормално, вика, решение за ова, има голем пласман за нашиот газ, ако не сакаат да оди во Украина и Европа, ќе оди во Индија, Кина и така натаму. Така да, пак ќе ви кажам, ова е смешно да се случува, но ова е дополнителен притисок за источноевропските земји, како Австрија, Унгарија и Словачка, да лобираат оваа земја, оваа војна да заврши што побрзо. А дека оваа војна моментално ја победува Русија,
несомнено може да видите, че ова е само 2 минути, би препорачал да го погледнете, затоа што многу јасно може да видите, еве како изгледа моментално, ова е од 6 август 2024 година, кога практично почна ова, да речем, офанзива на Русија, погледнете од 6 август до почетокот на јануари, негде првите денови од јануари, погледнете само колку многу територија завземе. Не заборавајте дека, чисто да разберете, ова коцка овде кај што гледате доле, представува 2,5 км. Еве, чисто да видите како изгледа. Значи, ова коцка во долниот лев агол представува 2,5 км. Погледнете колку километри моментално имаа превземено во последниве 6 месеци и вие сами заклучете кој победува. Едноставно, нереално е оно што се случува моментално и пак ќе кажам, очекувам дека ова многу ќе им се врати како на НАТО, така на Мурика и дека сето ова ќе им биде една добра лекција, ако ја научат, ако не гледате дека Русија овдека да повтори оваа лекција не за колку пати до сега, значи истата лекција ја повториле и со турците, и со Наполеон, и со Хитлер, и со Бајден моментално, дека не е така едноставно најголемата војна сила во светот, најголемата територија во светот, која што никогаш не била покорена, да ја покорите. Посебно кога станува збор во исто време и зашто за државата која што има највеќе нуклеарно оружје во светот. Чисто да ви напоменам, еве како изгледа. И тоа пазите, ова е октомври, а они го заземале целиот овој дел. Така. Сега погледнете што случува до самиот крај до јануари, значи е страшно. Само замислете колку луѓе моментално, колку луѓе се убиени, посебно кога станува збор за украинската војска, во овој поход кој што трае 6 месеци, за да се земе целата оваа територија. И уште една многу битна работа која што треба да забележиме е дека оваа територија нема да биде вратена на украинците ни по точка разум. Значи, тоа што моментално го направи, што не го подпиша договорот кој што беше можен да биде подпишан во Турција, предизвика сега да изгубат многу повеќе. Пред тоа ќе беа само 2 провинции, тоа се Донецк и Луганск, сега ќе изгубат дополнителни 2 и верувам дека ако продолжат понатаму со војна, ќе изгубат и многу повеќе потенцијално и целата држава. Значи да бидеме јасни, затоа што може да видите и сами, русите не се брзаат нигде, очигледно имаат и време, и армија, и се што им е потребно за да продолжат да го прават ова што го прават. А сите знаеме дека ова го прават најдобро во светот. Така, значи нацистите било потребно цела Гејропа заедно со Мурика, заедно со колониите на Гејропа во Африка, за да успеат да стасаат од што? Од Париз до Берлин, а Русија да стаса од Москва до Берлин прва. Сама. Чисто да ви стане јасно. Еве како изгледа. Еве колку имаат земено 11 јануари до 12 јануари. Погледнете колку имаат земено. Само чисто да ви стане јасно, тоа е само едно подрачје. Значи нема тука прашање на дали, прашање на кога. Затоа очигледно да се надеваме дека ова ќе се случи и да се надеваме дека овие двајца, да речам, великани во светот ќе се договорат, затоа што ова нема да биде добро за никој од нас, а замислете ако добиеме позитивна ситуација во Америка околу крипто, што моментално ја гледаме, и да добиеме прекид на двете глобални војни или двата глобални војни конфликти кои што моментално се случуваат. Ова би било крајно позитивно. Но во исто време не заборавајте дека ова во секој момент може да ескалира. Не знаеме како ќе заврши ова, не можеме да се надеваме 100% дека ќе заврши, затоа ви велам, и Газа и Украина моментално се отворена рана. Дали ќе бидат завршени останува да видиме, а од тоа и зависи успешноста на нашиот bull market. Така да се најдам дека уживавте во ова што го работиме за вас, нормално како и секогаш, значи ова го работиме бесплатно за сите македонци во светот. Би напоменал дека оние кои што гледаат нашиот канал за прв пат, ова видео на самиот врв од каналот, би им препорачал да го погледнат, затоа што ќе им даде до знаење што и каде може да најдат нашиот канал. Имаме повеќе од 1400 видеа и е тешко да се снајдете, тоа го разбирам целосно. Во исто време, во дескрипцијата на секој од нашите видеа, прво би ве замолил доколку ви се допаѓа нашиот материјал, за нашата работа постојана бесплатно за македонците, би ве замолил да ставите лайк, шер, сабскрајб, комент, со цел да ни помогнете овие материјали да стигнат до што повеќе македонци. Во секој од нашите видеа во дескрипција може да најдете линк до нашата Patreon заедница, тоа е нашата приватна заедница на професионални инвеститори, заедно со онлайн Gamigia кооперацијата, каде што имаме некои артикли кои што може да ги купите со цел да ни помогнете на каналот. Значи тоа се дизајн артикли како блузони, капи, мајци и така натаму. Потоа Купи ми кафе апликацијата со блокчейн адресите кои што се наменети за добротворна работа на нашиот канал. Се што добиваме на овие да речем два приходи на каналот е се во добротворна полза и го донираме кога ќе се собере до соодветна количина.
Во исто време имаме сите социјални мрежи кои што ги користиме моментално, може да ги најдете во практично нашата дескрипција, како и нашите резервни канали на Odyssey, Rumble и YouTube. Се надевам уживавте, очекувате исто така многу интересна програма и следната недела и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемичија.